поготово ми е голема чест затоа што јас живеам и во село и ми е позната работата и многу ми помагат овдешното учење преку практиката и го применувам и во домашните услови. Во нашето училиште ние работиме и во надворешниот дел, во пластеникот и внатре во стакленикот. Произведуваме различни сорти на семиња и расад од растенија како што е пиперка, домат, краставица, секаков вид на градинарски растенија. И зачински растенија дел одгледуваме спанај, магдонос, моркови, секаков вид на растенија. Учениците учат за заштитата на растенијата и секако учат за традиционалното и органското производство на храна. Така постојано настојуваме кон користење на алтернативни средства во заштитата, што значи повеќе приклонуваме кон органското производство и така ги едуцираме нашите ученици да што помалку да се користи она што е, да речеме, карактеристика на конвенционалното производство. Целта ни беше да го прочистиме воздухот, воедно и почвата, и нашата идеја беше паметен екопанел. Па од голема важност е заради тоа што сме ангажирани во тоа и помагаме, си штитиме фактички средината. Нашиот паметен екопанел е самоодржлив. Тој е поврзан со фотоволтаици. Со тоа собира енергија, не треба да биде поврзан со никаква електрична енергија. Има сензори кои гледаат влагата на почвата и на мофта и преку тој сензор кажува кога нема доволно вода во панелот за да земе од резервоарот за вода и преку систем капка по капка да наводни и мофта и жардинјерата. Ова е нашиот прототип кој го презентиравме пред комисијата и што него победив. Има сензори внатре, ако има некаков проблем ќе појават, имаме компјутер, значи планираме да направиме апликација за на телефон за кога што сакаме да проверуваме колкава е влажноста на мофта и на почвата. Постојано имаме одредени теми кои што се однесуваат на климатските промени, на она што всушност представува зелена транзиција. Настојуваме учениците да им покажеме и да им укажеме преку наставните единици, но и преку практиката која што спроведуваме, како и преку проектите што ги имаме, да им покажеме на кој начин всушност се случуваат тие промени, можеби не толку многу на кој начин, колку на да ги освестиме за последиците кои што не се случуваат, кои што ги гледаме, кои што веќе се секојдневие. Нашето училиште работи го ове програмата, тоа е глобално учење и наблюдување во полза на надворешната средина. И настојувам со учениците да постојано правиме одредени мерења на почвата што опфаќаат температура на почвена површина на длабочина од 5 см, 10 см. Последно време многу се зборува за тие зелени вештини, за зелена трансформација, за тие зелени работни места. Ние можам да се пофалам дека уште пред 10 години го имавме тоа нешто, ама не го викавме зелени работни места, туку едноставно се снајдувавме со тоа што ни е најблиску до нас, да го искористиме, а од друга страна да не влијаеме штетно врз животната средина. Например, прв проект ни беше со фотоволтаици. Во смисла кај животните, сакавме да овозможиме нивна благосостојба, односно тргнувајќи од фактот дека со климатските промени е зголемена температурата, а со тоа се јавува и топлотен стрес кај животните. За да го спречиме, ова беше баш идеја на ученик, за да го спречиме, поставивме во самиот живинарник термометар со термостат, да ја регулира температурата. Кога се зголеми над потребите од самите животни што имат потреба над 22 степени, да се активира водена завеса и вентилатор,
а пак да не трошиме струја, поставивме фотоволтаици и мислам дека сме први на ниво на Македонија што поставија фотоволтаици во една фарма, односно во мини фармата од самото училиште. А ние сме Бисера и Андреја, ученици во трета година ветеринарни техничари. Нашата задача во мини фармата е да се грижиме за здравствената состојба на животните и нивната исхрана. Ова училиште во сите профили имаме многу деца со посебни потреби, претежно се насочени во земјоделската струка и во пекарот профил кај нас. Се развива кај нас години уназад и од професорите, и од персоналот, а најмногу од децата да го подземат некој дете што е со посебни потреби, па да го прошетаат, да го вратат, да му покажат, да му дадат простор, да се докажи, да нема борба. И тие деца се среќни. Значи, на теоретски часови толку можеби се досадуваат, или само викаат кога ќе имаме пракса, па тука ги носат родителите, тоа што ќе го научат дома пробуваат нешто да изработат. Горди сме на тоа.